Тестот по странски јазик, англиски, француски, германски или руски, на 1 јуни од 10 часот е првиот од трите екстерни испити од државната матура за учебната 2018-2019 година. За матурата годинава се пријавени вкупно 15.553 ученици, од кои 7.692 се од гимназиско образование, 7.604 од средно стручно и 257 од средно уметничко образование. Од Државниот испитен центар велат забележливо е дека речиси имаме изедначување на бројот на кандидати од гимназиските и од средните стручни училишта, што е и тенденција да се зголемува бројот на кандидати за испитите од средно стручно образование. За испитот по странски јазик в сабота пријавени се 14.413 за англиски јазик, 59 за француски, 201 кандидат за германски јазик и 15 за руски. По една недела од првиот екстерен испит, саботата на 8 јуни, ќе биде екстерниот испит по мајчин јазик. На 11 јуни е полагањето на третиот екстерен испит. Новина годинава е што меѓу предметите првпат може да се избере и социологија, за кои се пријавени 569 кандидати. Како и на минатите државни матури, најмногу пријавени има за бизнис, за историја, биологија, филозофија, хемија, физика и естетика. На 13 јуни е тестот по математика со 2049 пријавени кандидати. Согласно со законскиот рок, според кој правичните резултати треба да бидат објавени најдосна 1 месец по одржувањето на последниот испит, тие се очекуваат до 13 јули 2019 година. Кандидатите што нема да ја положат државната матура или не во целост, ќе може повторно да полагаат во августовската сесија на 12, 13, 14 и 15 август, кога испитите се по ист распоред како и во јуни.